Шестгодишното куче Дикси од расата белгиски овчар успешно заврши со пронаоѓањето на исчезнато лице. На неговата дресура 4 месеци работеше Евто Стојановски од неодамна формираниот клуб за потрага по исчезнати лица Куче Спасител од Дохрид, кој е прв од ваков вид во земјава. Како тоа изгледа во пракса го демонстрира и пред камерата на Гласот на Америка. Со оваа вежба може да се види многу добро дека кучето стварно оди по трагата, стварно го бара човекот. Точно до него, до човекот и ни скапени, ни стреви, таму поминавне и точно до него појде. Тоа значи дека кучето одлично барат. Стојановски, кој е долгогодишен дресер на кучиња, вели дека идејата за вакво нешто се родила по бројните случаи на изгубени деца или луѓе. Неколку месеци е потребно само за практичниот дел. Ова е практичен дел. Но покрај практичниот дел, ова трагањево, кучето треба да биде обучено и во послушност, и во други вежби, послушност, физкултурни вежби, да може да помине секаде, да не реагираат на предизвици. Тој вели дека со ова ќе се олесни потрагата по исчезнати лица. Тоа многу добро ќе се пронаѓаат деца, доколку се постапи правилно, а не како досега. Ќе бидат повикани кучињата после 10 дена. Она точка каде што човекот бил последно виден, мора да биде обезбедена, да не ја газат сите луѓе што ќе дојдат тука по потрага. Следна негова цел е дресура на кучиња за пронаоѓање на лица без соодветни траги. Тоа е сосем подруга дресура на куче и кучето шетат лево, десно, се движи, ти барат човечки мирис. И така го пронајга човек во планината. Македонија, мислам дека нема тако куче. За да се реализираат сите планови, неопходна е поддршка од институциите, како на локално, така и на централно ниво. Првин сум љубител на животните и самиот сум одгледувач на куче. Во иднината планираме јас да бидам еден од водачите на такво куче кое ќе трага по изгубени лица. Тоа нека биде апел до сите надлежни институции да се вклучат да помогнат на ваквите ентузијасти, значи ова е добро. А секој темпераментно куче, објаснува Стојановски, може да биде куче трагач. Пошто немаме пари да купиме кучина, какви што треба да ја одбериме, ние тргнавме по друг пат, побаравме донација од граѓаните. И нас ни донира граѓани 2 кучина, дури положија понатака да ни донираат, но ни беа доволно тие 2 и 3 во ствари ни донира граѓаните и 2 се довне на улица. На прв поглед се познаваат. И мала проверка се прави на кучето и ома знаеме дека кучето веќе има некој надеж да биде трагач куче. Откако ќе ја поминат и втората обука, следува нивна обука за кучиње спасители. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.